По моје мислење, како поранешен ракометар во една рутинирана игра, Македонија денеска го победи Египет и покажа дека на моменти може да даде и 10 гола поред, меѓутоа има и некои мани во одбраната. Се надевам дека нашиот селектор во овој прв меч повеќе ќе ни образложи дали се вовежбуваа варијанти или се одеше на резултат, или пак поентата беше сите играчи да добијат место на теренот и да види што и како може да се комбинира до почетокот на светското првенство. Благодарам за честитките. Много право си од твојата забелешка, значи резултатот не беше на прв план. Имавме во план на денешниот натпревар да ги изротираме сите играчи, значи да ги провериме до каде се и како се во формата, али при тоа да го добиеме натпревар. Значи секој натпревар за нас е важен и мораме да одиме на секој натпревар на победа. Моја цел е од македонската репрезентација, значи од играчите кои што се повикани, да ја поделам одговорноста во игра на секого. Значи мора секој играч да биде спремен да ја понесе таа одговорност, значи кога е во теренот внатре и да свати дека и тоа е таа битна карика која што ни недостасува за да се добие тој натпревар. Можам да забележам и да констатирам дека групата што ја имаме на светското првенство не е воопшто лесна како што се говори во нашите ракометни кругови. Сметам дека Русија, Исланд и Данска се светски велесили, особено Данска во моментов, па би го рангирал тука Исланд, па Русија на трето место. Во првите два меча убеден сум дека ќе извојуваме победи, да не направам некој малер. Што мислите со победа против Исланд, Русија или Данска? Имаме ли шанси да ја избегнеме Франција во осмина финалето и да приредиме огромен успех за македонскиот ракомет, играјќи со Црна Гора или Германија и пласирајќи се во толку посекуваното четвртфинале на светското првенство во Шпанија? Добро сега, значи вие одевте малце подалеку, јас и светското првенство секој и на секој натпревар да приоѓам поединачно. Значи за нас најважно е да ги добиеме прво тие први два натпревари со репрезентацијата на Чиле и Катар нормално, па потоа да се спремаме за репрезентацијата на Исланд кој што е нареден противник. Добро рековте, тие се репрезентации кои играат многу добар, многу јак ракомет, значи би рекол европски ракометни велесили, но ние сме тип на репрезентација на кој што на ние да натпревар не смееме да влеземе подценувачки би рекол. Така да, фокусот наш пред се сега е на овие први два натпревари, значи да ги добиеме нив, па потоа нормално ќе се спремаме од натпревар во натпревар за наредните три наши противници. Убеден сум дека ќе стартуваме успешно и можам да ви најавам дека ќе се дружиме во текот на целото светско првенство и дека овој проект со репрезентацијата на Македонија од еден подруг агол, поблиску, поинтимно, ќе вроди со плод и ќе биде сефти и некоја среќа за нашата репрезентација, очекувајќи да направи најголем успех досега во сопствената историја во ракомет. Благодарам за убавите желби. Убаво е да не прати човек кој што гледам поставува конструктивни, издржани прашања. Јас се надевам исто на успех, али пред се ќе кажам фокусот наш, значи на цела репрезентација, на сите играчи, на стручниот штаб е на овие први два натпревари, значи да ги добиеме нив, а потоа нормално ќе приступуваме натпревар по натпревар, значи за секој противник и нормално ќе гледаме да избегнеме, значи Франција, како што вие рековте, но и тука постојат некои калкулации, математики, така да причекаме да почне светското првенство, да ги извојуваме најнапред тие две победи, па потоа да ги правиме тие калкулации. Со мене е Кирил Лазаров, капитенот на македонската репрезентација и човекот кој што не е тајна дека е главна алка во нападот во нашиот тим и во создавање на позитивна атмосфера. Сите овие години што ги доживеавме со нашата репрезентација и успеси се огромен дел и благодарение на него и се надевам дека на ова светско првенство ќе го достигнат врвот генерација која што многу години игра заедно, со многумина од нив и лично се познам и убеден сум дека ќе го обелат образот на нашата спортска јавност на светското првенство во Севиља. Денеска играме последен контролен меч со Србија. Вчера рутинирано го совладавме Египет,
какви очекувања имаш од денешниот меч? Па видите, мислам дека овие два надпревари ќе ни дојдат многу добро. Ќе имаме една чиста слика пред почетокот на светското првенство. Египет е една светска реномирана репрезентација, што игра еден посебен стил на игра. Такви селекции ќе имаме на почетокот на светското првенство, слични селекции се Катар и Чиле, така да тој надпревар ни дојде многу добро. Денес, за разлика од вчера, ќе имаме невропска репрезентација, каде што ќе можеме да видиме до кај сме и што имаме направено со тој тип на репрезентација, затоа што тој тип на репрезентација на светското првенство не очекува Исланд, Малтене, Русија и Данска, каде што играат плитки одбрани, каде што играат, така да кажеме, европски ракови, така да мислам дека добро сме организирани, добро е направен планот и програмата во овој цел припремен период и јас се надам дека после овој надпревар, што е најважно за нас како репрезентација, ќе излеземе сите здрави, ќе излеземе нормално со добри и лоши страни, ќе увидиме на грешките, грешки секогаш постојат и тие грешки треба да се отстрануваат и добрите страни исто така ќе ги видиме и едноставно ќе треба да ги повториме на светското првенство во Шпанија. На кого типуваш, надевајќи се нели дека Катар и Чиле се лесни противници и дека лесно ќе ги добиеме, меѓутоа не е така. Знаеме и самите светско првенство сите одат, особено аутсайдерите да изненадат против појаките европски репрезентации. На кого типуваш од Исланд, Русија или Данска дека би можеле да го совладаме и да ја избегнеме незгодната Франција во осмина финалето во Барселона или во Сарагоса? Видете, ние сме таква нација, таква држава, нашиот менталитет не ни дозволува да размислуваме однапред и да калкулираме. Ние треба да одиме надпревар по надпревар, чекор по чекор, да добиваме само доверба, не само со победи, туку и со добра игра, да добиваме што повеќе играчи во ротација, затоа што веќе во наводници да кажам дека сме прочитана репрезентација. Јас као капитен и еден од најдобрите играчи би ми било чест да покрај мене и Наумче и сега да не ги набројам поред да не запостам некој па да се налути, да имаме што повеќе поголема ротација на добри играци каде што секој член на репрезентацијата ќе даде свој придонес и ќе биде учесник во тие добри игри и победи. Така ќе станеме поголем тим, поквалитетен тим, нема да се очекува од 1, 2, 3, напротив ќе добиеме на квалитетна ширина и во овој припремен период тој процес го започнавме уште од лани. Јас се надам дека полека добиваме играчи, го добивме лани Дејан Манаско, го добивме Николче Митровски, се надевам сега малиот Џомба, Гоце Георгиевски. Значи треба да се едуцира, да се усмери во права насока и така од ден во ден да добиваме што повеќе играчи, што повеќе поединци и со нас поискусните и подобрите, нормално да создаваме не само репрезентација за ова светско првенство. Ова светско првенство сега ќе биде и ќе помине. Нас не интересира Данска, нас не интересира светско првенство Катар 2015, не интересирајте сега, малце одиме многу напред, но треба така да размислуваме и убаво е така што се размислува, ќе видиме што ќе направиме, треба да размислуваме за наредна олимпијада затоа што квалитетот постои, све подобро сме организирани од година во година.